Прашањата кои Европскиот суд за човекови права во Страсбург ги упатува до државата за случајот Тенг не се пресуда, туку почеток на утврдување на фактичката состојба дали има повреда на правото на фер судење. Ова е ставот на првата судика на Македонија во Европскиот суд за човекови права и председателка на Институтот за човекови права Маргарита Цаца Николовска во гостувањето во емисијата Клик Плюс на телевизија 21. Таа ова го кажа како коментар за одговорите кои ги побара судот во Страсбург од владата по жалбата на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Се споредуваат тие писмени или тие два говори и на владата и на странката, и тогаш веќе можеме да зборуваме за утврдување на одредена фактичка состојба која што може да доведе до утврдување на повреда, до утврдување на немање на повреда, или ако сакате и до утврдување дека нема потреба одредени делови од апликацијата да се испитуваат. Според неа, за сериозни предмети како што е Тенг, прашањата од Страсбург се пракса. Во однос на очекувањата кога би завршила целата постапка, Николовска вели судот во Страсбург не може да се пофали со брзина на постапките, но има и многу предмети. Јанкуловска пак на овој чекор на судот гледа како дел од процесот низ кој очекува да се констатира повреда на правото на правично судење. Таа во интервју за Мија вели сатисфакција за неа ќе представува поднесувањето на одговорност од страна на главните актери кои биле, како што вели, вклучени во политичкиот прогон. Судот наместо независен арбитер беше партнер и консултант на обвинителството и действувајќи заеднички, тие беа цврсто одлучени по секоја цена во експресен рок да бидат изречени затворски казни за обвинетите, така што судењето беше обична фарса со однапред познат исход. Почитувањето на процесните правила, доказите и материјалното право, слободно можам да кажам дека беа на значително пониско ниво од она што го имале нирнбергшките процеси во времето во кое се случувале, па дури и на пониско ниво од судењата за време на информирото во однос на остварувањето на процесните права. Инаку Јанкуловска беше осудена на 4 години затвор за предметот Тенг, што го отвори тогашното специјално јавно обвинителство. Судот ја прогласи за виновна за злоупотреба на службена должност и овластувања. Според обвинението, таа му помогнала на тогашниот премиер Никола Груевски со пари на полицијата на наместен тендер да си купи Мерцедес од 600.000 евра за лична употреба. Екс-министерката беше ослободена од затвор во ноември 2023 година, една година пред истекот на затворската казна.